Денес чествуваме 78 години од денот на народното востание на македонскиот народ 11 октомври. На овој ден слободарските пушки на партизанскиот прилепски одред Гоце Делчев го означија почетокот на народното ослободителна борба на македонскиот народ за слобода. Одлука која значеше остварување на вековниот сон на нашите предци за национална и социјална слобода. Од овде, од Прилеп, македонскиот народ се крена на вооружено востание и покажа готовност да се бори за својата национална слобода и независност. 11 октомври 1941 година е логичен продолжеток на револуционерната борба на Македонија во изминатите децении и векови. Нашите храбри борци на Прилепскиот одред отворија нова страница на историјата на македонскиот народ, го испишаа овој датум и Прилеп, градот херој во историјата на македонската државност. Во текот на Народно-ослободителната војна од Прилепско зеде учество 2700 активни борци. За своите заслуги во Народно-ослободителната борба 15 храбри борци од Прилеп ја добија почесната титула народни херои. 15 народни херои и 650 борци од Прилеп, градот херој, ги положија своите животи на олтарот на слободата. Овој ден е символ на непокорот, вечно сеќавање на непобедените борци. Во чија чест денеска во Прилеп го организираме овој почесен марш. Го исполнивме заветот на нашите предци. Продолжуваме да ја градиме нашата Македонија како безбедна, развиена и просперитетна држава. Сигурно че кориме на патот на евроатлантските интеграции, со успешно завршување на преговорите ја остваруваме стратешката цел да бидеме полноправна членка на НАТО алијансата. Ги поставивме темелите на безбедна, стабилна и сигурна држава. На патот кон Европската Унија ќе не води секоја успешна реформа, европски спроведен закон, секоја иницијатива и нови работни места, еднаквост, толеранција, диалог, заеднички успех и заеднички достигнувања, секоја заложба во градење на вистински европски вредности. Нашата обврска е напорно да работиме за безбедна, стабилна, економска, силна Европска Република Северна Македонија. Посветено работиме за економски и инфраструктурно развиен Прилеп, град со можности за подобар живот, подобра сегашност и иднина на генерациите што доаѓаат и натаму градот со кој сите ние уште повеќе ќе се гордееме. Тоа е нашата борба, предизвикот на кој треба да одговорат нашите генерации со посветеност, заедничка, напорна и одговорна работа. Победата можеме да оствариме сите заедно, обединети и сплотени со една цел – просперитетна иднина на нашата држава. Да живее вечно споменот на нашите храбри борци и споменот на овој наш празник. Нека ни е честит 11 октомври, денот на народното востание. Ја произлегувам од партизанска фамилија. Емоционално сум врзан со могилата, затоа што 5 души партизани од моја фамилија ги дадоа животите за денешна слободна и демократска Македонија. Од името на Општинскиот одбор и председателството, на сите вас, на овој досега по моје паметење најимпозантен собир и чествување, ви го честитам 11 октомври, најголемиот празник на македонскиот народ, кога македонскиот народ, после многу робства и одредени неуспешни востанија, Народно-ослободителната борба беше прво успешно револуционарно движение во Македонија. За разлика од Разловското, Кресновското востание, Карпушевото востание
Крушевското востание, ова беше прво успешно револуционарно движење. Јас сум и емоционално поврзан со овој простор, но добро е што на ваков собир, најголем во Македонија, највеличествен, учествуваат и млади генерации, кои што треба да го паметат ова, затоа што најхрабрите, најпатриотските сили, скоевци и комунисти го дадоа својот живот за слободна Македонија, за независна држава и за денеска ние да го чувствуваме тој благодет во своја држава со добри перспективи за иднината. Убаво е што и многу млади и ученици се присутни да се сеќават на овој значаен настан. Да ни е честит 11 октомври, денот на вековната борба за слободна и независна држава. Денес им оддаваме почит на сите херои, борци за слободна Македонија. Тие се пример за идеологијата што ни води сите нас, да ја направиме оваа наша држава вековита и запаметена за секогаш во историјата. Собрани на паркот на могилата, им упатуваме достојна почит на сите борци. Се огледаме на нивниот пример, како се сака и брани татковината. Сакам да упатам апел до сите наши граѓани, да не дозволиме да ги заборавиме сите оние кои што ги положија своите животи за нашата земја и да се обидеме сите заеднички, да изградиме општество на помирување кое што ќе го темелиме на соживот, просперитет и благодат за идните поколенија. Слава им на сите херои што го дадоа својот живот за Македонија и да ни е вечен 11 октомври. Денеска го живееме сонот на нашите предци, но истовремено сме исправени пред нов предизвик. Денеска ја градиме Европска Македонија, која почива на темелите на слобода, демократија и човекови права. Покажавме и докажавме како се сака државата, како се работи за низиниот развој и просперитет за доброто на сите граѓани. Ни предстои период во кој што сите заедно мора да се избориме и да ги изодиме клучните чекори за нашата европска интеграција. Друга опција немаме. Оваа земја мора да ја направиме подобро место за живење за сите нас и за генерациите кои што доаѓаат. Тежок бил патот на нашите предци за слободна држава. Не е лесен ниту сега. Процесите што ги започнавме гарантираат сигурност, стабилност и здрава економија. Токму тоа не охрабрува да продолжиме со нашата визија земјата да ја однесеме таму каде што припаѓа, во европското семејство. Нашите позиции се јасни. Имаме историска одговорност да ги подигнеме сите капацитети на оваа држава, да докажеме дека пред меѓународната јавност, но и секако дома, дека сме кадарни, дека имаме огромна волја и дека можеме земјата да ја однесеме на вистинскиот пат. А вистинскиот пат е обединетост, заедништво и подобро утре за сите наши граѓани. 11 октомври е врежен во историјата на секој од нас. Тој е патоказ за нашата иднина. Верувам дека нема ниту еден од нас во кој што не се всадени таквите идеали за европска и просперитетна држава. Затоа мораме похрабро и одлучно да чекориме и да реализираме нашата стратешка цел, а тоа е полноправно членство во ЕУ и во НАТО. И ви уверувам дека сме на добар пат тоа да го направиме. Тоа и го заслужуваме.